Бајките на Маша. О, колку сакам да го посетам Медо. Ќе ве одведам таму некој ден. Но сега ќе ви раскажам многу страшна бајка за гости. Си било еднаш едно девојче по име Црвенкапа. Црвенкапа. Некогаш носела црвена качулка, но сега носела само црвена капа. Во зима, па и во лето. Еден ден мајка ѝ рекла да ја посети својата болна баба и да ја однесе вкусни пити. Девојчето ја земала кошницата со пити и тргнала кон баба ѝ. Одела низ патеката во шумата, а питите толку убаво мирисале, па си рекла: овде сум безбедна, ке каснам само една. Тогаш нешто се истркалало крај неа и удрило во дрвото. Погодете кој бил? Тоа бил Ѓумбирглавко. Тој вртел со главата, всушност цел се вртел, бидејќи целиот бил глава, ни раце, ни нозе. Црвенкапа го кренела и Ѓумбирглавко ѝ рекол: не јади ме, девојче, и ќе ти испеам песничка. Кој би сакал да те јаде тебе? Се тркалаше по валкани патишта во шумата. Подобро јас да те однесам кај баба ми. Може би таа ќе знае што да прави со тебе. Црвенкапа го избришала Ѓумбирглавко и го ставила во кошницата. Лошиот волк кој се криел во громушките чул се и решил да ги изеде сите. Црвенкапа, бабата, дури и Ѓумбирглавко. Бабата лежала болна в кревет и се изненадила кога чула тропање на нејзината врата. Кој е? Прашала бабата. Твојата внука, Црвенкапа. Додев да те посетам, бабо, рекол лошиот волк. О, кутрата внука, веројатно и таа е болна. Обично има многу сладок глас, но сега е рапав. Така помислила бабата и потоа рекла: само повлечи го јажето, мила, и ќе се отвори вратата. Така направил волкот и се отворила вратата. Она што се случило потоа било ужасно. Лошиот волк ја лапнал целата баба одеднаш, ги исплукал очилата и капата. Лошиот волк си ги излижал устните и се подготвил за Црвенкапа. Се преправил дека е болната баба. Легнал во кревет, се покрил со кебето, ја ставил капата, ги наместил очилата на носот и чул тропање на вратата. Кој е таму? Прашал лошиот волк. Тоа е твојата внука, Црвенкапа. Додев да те посетам. Повлечи го јажето и ќе се отвори вратата, рекол големиот лош волк. Девојчето влегло и ја ставило кошницата со Ѓумбирглавко на подот. Кога ја видела баба ѝ, не можела да си поверува. Жената изгледала многу болна. Лицето ѝ било црно и покриено со крзно. Црвенкапа седнала на столчето и рекла: бабо, што ти се случило? Колкави раце имаш? За подобро да те прегрнам тебе, мило моје девојче, рекол лошиот волк насмеан. Бабо, колку големи заби имаш? За подобро да те изадам, рикнал лошиот волк. Ја голднал Црвенкапа. Ѓумбирглавко многу се исплашил и вреснал многу гласно. Скокнал од кошницата и лошиот волк го фатил како топка и го изел и него. Лошиот волк лежал в кревет, плачел, не можел да се мрдне, изел многу луѓе и печива. Не е чудно што толку многу го заболел стомак. Стомакот му се надувал како балон, му се зголемил и... бум! Пукнал! Сите излегле. Црвенкапа, бабата и се разбира, Ѓумбирглавко. Бабата и внуката скокале од радост, а Ѓумбирглавко се истркалал до прозорецот, скокнал на него и избегал. Се тркалал низ шумата и ја сретнал лисицата. Ѓумбирглавко ја испел својата песна, лисицата рекла: многу сум стара, слабо те слушам. Ако ми седнеш на муцката, подобро ќе те чујам што пееш. Ѓумбирглавко скокнал на муцката на лисицата и запеал. Лисицата зина и бум! Го изела. Тоа беше лекција за Ѓумбирглавко. Еднаш веќе те изедоа, нели?
Зошто тогаш скокаш на муцка на некоја непозната лисица? Беше лекција за Црвенкапа. Не кажувајте им на непознатите во шумата каде одите, но најважното е, често посетувајте ги роднините. Ако видите волк, ќе знаете дека не е вашата баба.